Стабилна е здравствената состојба на пациентот со мајмунски сипаници, кој во моментов е хоспитализиран на инфективната клиника. За вториот случај, кај кого беа потврдени мајмунски сипаници, засега не можеме да кажеме ништо, затоа што до овој момент тој не ја посетил амбулантата на нашата клиника, вели доктор Фадил Цана. Доколку имаме предвид дека двајцата мажи кај кои беа потврдени мајмунските сипаници се изјасниле дека не патувале надвор од земјава и не се познаваат меѓусебно, кај дел од населението се отвори сомнеш за тоа колку се распространети мајмунските сипаници кај нас. Во моментов нема простор за паника и треба да се разгледаат сите аспекти, велат од инфективната клиника. Двајцата, сега да кажам, потврдени случаи само лабораториски имат оскудна епидемиолошка анкета. И не може со 100% сигурност да се тврди дека не патувале или немале контакт со некого што патувал или бил тука претходно, затоа што со едниот мислам дека воопшто нема комуникација, со другиот дава различни верзии, така што не би можел аналитички гледано со 100% да се каже дека е автоктони случај. Дополнително се следи состојбата на лицата кои биле во близок контакт со заболените и доколку тие пројават симптоми, ќе бидат тестирани во Институтот за јавно здравје. Листата на контакти е доставена до Државниот здравствен и санитарен инспекторат и Институтот ја следи нивната состојба. Во моментов нема појава на симптоми кај ниту еден од контактите и тие се во добра здравствена состојба, вели доктор Кочински. Фатени се 7 контакти кои што се следат, тие се под решение на Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Ситуацијата е под контрола, останува низок ризикот за ширење на заболувањето во меѓу населението во Македонија. Институтот за јавно здравје следи состојбата, отвораме и 2 нови телефонски линии за информации за граѓаните за Мпокс и за консултации со здравствени работници за Мпокс. Изготвивме краток водич за здравствените работници со патека на движење на сомнителни случаи, така да нема потреба од никаква паника. Во меѓувреме, Комисијата за заразни болести со апел до граѓаните да ги почитуваат хигиенските мерки за лична заштита од заразни заболувања. Во случај на евентуална појава на симптоми на ова заболување да се јават кај својот матичен лекар. Доматичните лекари дистрибуирана информацијата за разработена патека за преглед, за тестирање и згрижување на евентуалните пациенти.